Почитувани гледачи, се наоѓаме во одделението за јавни дејности при општина Пробиштип, каде што со раководителот господин Ради Илиевски ќе разговараме за изборот на спортист на Пробиштип за 2022 година. Господин Илиевски, на кој начин ќе се избират најдобрите спортисти на Пробиштип за 2022 година? Господин Илиевски, на кој начин ќе се избират најдобрите спортисти на Пробиштип за 2022 година? Четврта година како општина Пробиштип ја организира манифестацијата, избираме најдобар спортист за годината што изминува, овој пат за 2022 година. И овој пат ги собравме сите спортски работници кои што се наоѓаат на територија на општина Пробиштип и од нивна страна произлегува одредени предлози за во повеќе категории и на тој начин ние ги добиваме предлозите за избор на спортист на 2022 година. А по кој принцип ќе биде гласањето за избор на спортист? По Фејсбук и стручно жири? Значи, ние имаме во повеќе категории. Категорија спортисти кои што се надпреваруваат во општина Пробиштип, спортисти кои што се надпреваруваат надвор од општина Пробиштип и најдобар спортски клуб. За тие на кој начин ќе биде гласањето, значи веќе во теке гласањето на Facebook профилот на општина Пробиштип, каде што сите наши сограѓани имаат можност да гласаат лајкувајќи една од фотографиите, на тој начин даваат свој глас за одредениот спортист. Значи имаме четворица во категоријата спортисти кои што се надпреваруваат во општина Пробиштип и 5 спортиста кои што се надпреваруваат надвор од општина Пробиштип. Меѓутоа, тоа не е конечно гласање од оние спортисти кои што имаат добиено најголем број на гласови, добиваат одредени поени од наша страна, во конкретниот случај е 10, 7 и 5. Значи прво рангираниот, второ рангираниот и трето рангираниот спортист. Потоа упатуваме гласачки ливчиња до секој спортски работник кој што може да гласа за по троица спортисти со бодовите 5, 3 и 1. И на крајот ги сумираме оној спортист кој што има добиено најголем број на гласови, го прогласуваме за спортист на 2022 во конкретниот случај. Можете ли да ни кажете кој спортист е влегува во изборот по категорија? Во спортисти кои што се надпреваруваат во рамки на општина Пробиштип, влегува Марио Атанасовски фудбал, Ангела Ангеловска кошарка, Тоше Ефремов одбојка и Бојана Пешовиќ карате. Во спортисти кои што се надпреваруваат надвор од општина Пробиштип влегува Теја Зарева одбојка, Даниел Божиновски фудбал, Филип Савовски одбојка, Мила Радевска кошарка и Катерина Поп-Димитровска кошарка. А дали ова година ќе има специјални награди како например за животно дело, најдобар спортски колектив и слично? Секако, како што и на почетокот реков, значи најдобар спортски клуб ќе биде како и секоја година избран. Оваа година ќе бидат избрани 2 спортски клуба, затоа што имаат одредени солидни резултати. Секако дека ќе има посебни специјални награди, меѓутоа ќе има и прогласување и на млади и надежни спортисти за едноставно да им дадеме еден ветар во грб за понатаму да постигнат поголеми резултати. Тука се четворица млади спортисти кои што ќе ја добијат наградата млади надежни спортисти и секако во категоријата значи спортисти кои имаат оставено трајни вредности во спортот,
на двајца наши врвни спортисти ќе им бидат доделени златни плакети. Исто така, за значителен придонес во развојот на спортот во општина Пробиштип, уште на тројца наши спортисти, сега веќе во подминати години, меѓутоа спортисти кои што оставија дебел трак во рамки на својата спортска кариера, ќе им бидат доделени исто така златни плакети. За крај на разговорот би ве прашал, кои спортски манифестации во 2023 година ќе бидат поддржани или организирани од Деленијето за јавни дејности при општина Пробиштип? Вообичаено, преку програмата за спорт на општина Пробиштип, ги поддржуваме сите спортски друштва кои што има доставено програми за своји активности во текот на 2023 година, а и секако тука се традиционалните турнири кои што веќе се препознатлив белег за општина Пробиштип. Значи сите редом, почнувајќи од турнирот по повод Света Тројица во село Ратавица, идејќи во Злетово за 2 август и Линден, и Линденскиот турнир, и секако завршувајќи со неколку спортски турнири по повод 28 август. Исто така имаме предвидено средства за спортисти кои што ќе се надпреваруваат надбор од општина Пробиштип или во рамки на општина Пробиштип, а не се предвидени сега во моментот со програмата, затоа што не знаеме што ќе се случи во текот на 2023 година, затоа имаме дел од буџетот предвидено и за таа намена. И секако сите иницијативи, спортски иницијативи кои што ќе дојдат до општина Пробиштип ќе бидат поддржани секако во рамки на можностите на општината. Господин Илиевски, ви благодарам за одвоеното време и ви посакувам успешен избор на спортисти и успешни проекти во наредната година. Благодариме за вниманието и се надевам дека сето ова ќе допре до поголем дел од наши сограѓани. Се со цел, ние ова го работиме се со цел да го промовираме спортот, да го издигнеме колку можеме во овие услови, да се издигне на некое ниво, меѓутоа општина како општина, значи можностите ни се толку. Јас ја користам оваа прилика да упатам една молба, еден апел до сите љубители на спортот, особено од бизнис секторот, да почнат да ги помагаат спортските клубови и колективи. Благодарам.